Излегуваме покрај морето во центарот на Солун. И десно имаме еден средновековен, да речем, брод. Оп, 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 ќе се судрија. Гледајте што не чека. А, еве го и Дојранското езеро. Добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. Повторно сме на излезот од Битола и денес во ова видео ќе одиме Солун, од Битола кон Лерин покрај Воден. Стигнуваме до Солун, нормално низ Постолој пазар, и од Солун одиме кон Дојран, ќе влеземе во Македонија кај Дојран, покрај Дојранското езеро и назад во Ландово, Неготино, Кавадарци, Прилеп и Битола. Во послед нас иначе ретко возам и во овие ретки моменти кога ќе акламо премата ќе се качам на моторот е едно посебно чувство. А сега одиме кон границата за да влезиме во Грција. Наближуваме на граница, а да ви кажам дека една од причините поради која што одам Солун е тоа што сакам да разгледам нешто опрема за мотори, палто, панталони и таква работа. И има малку повеќе избор таму, сакам тоа да го видам покрај шетањето. А гледам овде две линии се користат за пасошите на граница и ќе одам во десната, да. Ова е иначе македонскиот дел од границата. На грчкиот дел од границата, како и секогаш, само еден ред функционира. Не знам, оти до сега никогаш не работеле двата реда. Имало коли во двете колони, меѓутоа секогаш левиот шалтер работа. Но што е тоа е. Влеговме во Грција, сега 10 на километри ќе возам малку по автопат да се разладам и потоа одиме за селото Баница, па кон градчето Острово, па покрај Воден и кон Солун. Моментално сум во Баница селото и забележувам дека тука има ново асфалтурено до селото и не знам натаму до кај ќе биде. Последно тука возев пролетта и тогаш не беше асфалтирано ова, а беше барем овде низ селото катастрофа на вистина, патот со дупки, но сега еве нова асфалтуриле обележале, на вистина браво. Еве и селската црква на селото Баница. А сега продолжуваме кон градчето Острово, Воден. Воден нема да влеземе, само покрај Воден поминуваме и да видиме до кај ќе биде асфалтиран патот. Односно до каде ќе биде нов асфалтот и забележувам дека изгледа до тука е тоа. Натаму не беше толку лош вистина, така да немале многу потреба и не го асфалтирале натаму, но сепак и до онде е доволно. Изгледа се излажав малку, овде повторно е нов асфалтот и обележани све. Ќе видиме до кај ќе биде. А иначе нема многу кадри од овој пат да клавам, бидејќи го има во многу мои видеа, како например последно видео во кое што го има овој пат, подетално мислам дека е видеото за Воден. Така да погледнете го тоа видео и ќе го видите и подетално овој пат, иако тогаш во тоа видео не е нов асфалтот, како сега. Ги наближуваме семафорите кои не водат до Воден. Значи еве ги семафорите, доколку завртите лево, тука ќе одите во Воден. Имам видео посебно на каналот за Воден, тоа можете подетално да го гледате за тоа што и како до Воден. А ние тука одиме право, бидејќи сакаме само да го поминиме. Ајде бе, зелено е. Неколку километри подот снимаме уште едни семафори, кај кој што го имаме и другиот излез, односно влез во градот Воден. Со тоа, ова се двата главни влеза во градот Воден. Значи тука доколку завртиме лево ќе одиме за Воден, а доколку сакаме да одиме за Солун, одиме во десно.
А тука десно јас на моето стандардно место за пауза кога одам Солун ќе си ја направам својата прва пауза за денес и најверојатно единствената до Солун. Само кога одам Солун тука правам една пауза под овие сенки, па така и сега. Ја направив јас својата пауза, а сега продолжуваме кон NIJ Вардар и од NIJ Вардар кон Солун. А иначе имам и уште едно видео од лание, мислам дека, во кое што одам Солун, видео на мојот канал, можете да го погледнете. И тоа е малку подетално видео во врска со Солун. Десетина километри после местото каде што правев пауза, завртуваме во десно, каде што имам исто така семафор, дури и во оваа лента за приклучување на патот. Наближуваме до Солун, сме доста близко 20 километри од Солун. Тоа што треба да внимавате тука во Грција е на сред експресен пат магистрален. Имате, ево зелено. Имате патарини. Ова семафори, јас по патарини. Семафори можете наеднаш од стотка дозволено за возење, наеднаш да застанете да треба поради семафорите. Има доста гужви, дали тоа што сме понеделник денес има некаква врска, не знам на вистина. Но баги уште преге 500 метри порано почнаа, сега не знам до кај одат. И дами и господа, добре дојдовте во Солун. Сега се упатувам кон пристаништето, таму малце ќе возам кај плоштадот на Солун покрај Егејското море и се упатувам кон продавницата за опрема што ви велев. А потоа ќе направам и една пауза тука во Солун негде, ќе видам точно каде, може би од Starbucks едно кафе ќе пијам. Гужви низ Солун, главно заради семафорите се цели гужви. Ќе видиме таму дали ќе имаме гужви кај центарот кога ќе влезиме, се надевам дека нема толку да има. Гужвите продолжуваат, а јас веќе го чувствувам мирисот на морето. Се осеќа одма свежина. И дами и господа, пополека но сигурно излегуваме покрај морето во центарот на Солун. Мириса предобро. Се осеќа одма и свеж ветер поладен од морето и мирисот од морето е одма поинаков. А тука од левата страна ни се наоѓа и плоштадот, односно главниот плоштад во центарот на Солун. Полно кафичи, полно бутици одма покрај морето тука. И кога ќе стигнете кај плоштадот низ тие улиците кои што не се баш покрај морето, има доста продавници и бутици. А во далечините ја гледаме и Белата кула, мислам дека се викаше. Тоа порано било затвор во време на Отоманската империја, сега е само музеј. И десно имаме еден средновековен, да речем, брод. Делува интересно, има многу туристи на него, дрвен брод. Доста долг е и доста места за шетање и пешачење, иако сега во овој период е за жал жешко, но на пролет е идеално тука да дојдете, па и на зима, зошто да не. Сега тука јас одам до продавницата за опрема за мотори, таа ни е тука лево. А еве и Белата кула, која што ви реков порано била затвор.
Сега е отворено за туристи, веќе има најгоре гледам, има доста скали внатре за искачување. Оп, 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 ќе се судреа. Одиме ние лево тука. Како што ви реков претходно, имам многу подетално видео за Солун од лани, можете и тоа да го погледнете. Онде гледам македонска кола, охридски таблици. Не сум сам тука. А и овде доста свежо ветре дува. Многу пожежок ветер беше пред Солун. Охриѓаните се пред мене иначе, да не ги думаме. А сега треба да завртиме потаму лево. Солун е доста раздвижен град, голем град. Се гледа, мислам дека. Онде напред има хармоника автобус. Еве и до нас сега еден ќе помини таков. Да пазам јас да не се бувнам негде. Тука ќе треба да завртам десно и дури е црвено, можам да се пикнам пред автобусот. И стигнавме конечно до местото каде што сакав да дојдам за опрема за мотори. Ви снимив колку може внатре, значи луѓе нема што нема внатре. Се имаше, буквално интеркоми, алишта, палта, чизми за кросо, инакви спортски, секакви. Јас ги бенизав овие две палта, нормално ако ги земам, ќе ги земам во пакет со панталоните соодветни. Но не знам, тоа црното некако е како темно гриво повеќе, изгледа како обелена бела боја, односно обелена црна боја. А светлото, не знам, многу светлото поќе го бендисав, меѓутоа да не ми дојди премногу контраст со моторот. И не знам, бидејќи моторот ми е црн, не знам, се уште не сум одлучен. Сега нема да купам, нормално не носам ни куфер, нема никај да ги клам ако купам. Ако купам ќе ги порачам во Лерин да стигнат. Но ќе видам, ќе размислам. А сега одиме на пауза да направам покрај морето, сакам. Кога бев, односно претходното видео што ми беше исто така, таму правев пауза. Убаво место покрај море, имаше и сенка, имаше и клупи. И потоа се упатувам кон Дојран. А јас возам овде во лентата за автобуси. Инаку палтата двете се 4 сезонски, двете се со термопостава и плюс дождовна постава имаат оддолу. Така да баш како што сакав, иако едно време размислував само летно палто да земам. Да завртиме тука лево и да излеземе на лентата за во другата страна, бидејќи овде лентата за во едната страна, да речеме, со 3 ленти башка и одделена целосно со оваа другата. Сега тука ќе возиме паралелно со Егејското море. А тука негде десно беше и тоа местото каде што тогаш застанав. И мислам дека беше тука десно. Да, сигурно тука беше. Ова е. Сега тука се качвав по ова за пешаци. И еве асенката, тука имаше и клупи, се добро, многу сеќавам. И моторот можам да си го оставам тука вака. И да испаузирам.
Ја направив јас паузата своја, сега одам на обиколница и за Доиран патот да го фаќаме. Тука ќе треба право, тоест лево. Меѓутоа, гледате се шиба, најдобро е да почекам црвено да светни. Па полека излегуваме од Солун, жешко е доста. Гужви и тука има. Буквално сегде цело време има низ градов гужви. До сега ако сум бил по ќе пати, то до толку немало. Гледајте што не чека. Машала, машала. Со среќа нека ми е. Ба. Овде се реновира нешто булеваров, обиколницава, така да веројатно заради тоа се гужвите. Чупчево во Голфов ја витка од бреје посада, ја скапа витка и излеговме од Солун, луѓе, некако сега сме на раскрсница, тука треба лево за кон Кукуш да завртиме, нема во Кукуш да влезиме, само покрај Кукуш ке заминиме, исто како покрај Воден што врвиме. Дами и господа, пред нас се наоѓа Доиранското езеро, а ние тука завртуваме во лево кон граничниот премин. Не знам дали ќе има гужви, си велам дека нема да има, понеделник е 3,5 часот, но изгледа се лажам, веќе можем да забележам 6-7 возила. И 1, 2, 3, 4, да, 6-7, ау, не е лентата и нанаму оди. Поќе се, ама брзо оди си велам. Си почекав, имаше 10 коли, брзо одеше, ама не беше многу лошо. Сега да видиме на македонската страна од границата како ќе биде. Нема и тука многу, неколку коли се. Поминав брзо и на македонската страна, сега одиме кај Доиран, негде пауза една да направам и да продолжам понатаму. И добре дојдовме во Стар Доиран, доколку гледа некој од тука, поздрав огромен до него, до нив. Сакам пауза да направам каде што има I Love Доиран, меѓутоа пролетта бев, мислам дека, и таму беше затворен патот за сосе мотор таму да одам, така да ќе видиме сега како ќе биде. А, еве го и Доиранското езеро. Има посебен знак дека е забрането за мотори. Ама нема многу да се задржам, си велам, нема проблем нешто да ми направат. Ау, да, еве и мотор, има други. Не пише I Love Доиран, туку Доиран. Сум заборел. Тоа беше Доиран и Доиранското езеро, драги мои, една кратка пауза јас направив. Садот е 4:15, од Битола тргнав са Бајле негде околу 10, 12 и нешто бев Солун. И сега во 4:15 тргам од Доиран и се опатуваме кон следна пауза, некаде неготино Кавадарци ќе направам. Може би во клисурата Демир Каписка, ќе видиме.
завртуваме тука лево, ќе одиме преку Валандово. И од Валандово се поврзуваме на патот за Неготино. Влеговме во Валандово, транзитираме низ Валандово, не застанувам, само бензинска доколку најдам. На бензинска ќе застанам, бидејќи треба бензин да турам и продолжувам понатаму. Дечки ве туркат. Требаше на нога да хламаш. Упс, бензинска. Се зафракнав сега. Да, има пак потаму бензинска. Наближуваме до Неготино, гледам тука почнале овај стар пат да го асфалтираат. Патот помеѓу Валандово и Неготино, но не автопатот, другиот. И завртуваме тука лево кон Неготино. Добре дојдов во Неготино. Не знам зошто Неготино секогаш од тука одам за да излезам, а мислам дека и онде на кружниот десно, ако завртев, ќе можев да го обиколам само Неготино за кон Кавадарци, но од тука сум навикнат. Тоа е. А и со тама да низ Неготино ќе видиме што има, иако вака на прв поглед многу празно делува. Поминуваме низ центарот на Неготино. Малку поживо е тука за разлика од влезот. Тука лево му е плоштадот ова вајда. Добре дојдов во Кавадарци, еден од најубаво средените градови во нашата држава, во Македонија. Сега додам негде кај центарот, во некој кафич да направам една пауза, нешто ладно да се напијам и да продолжам кон дома. Садот е 5:25. Големи редици на трактори со лозје во Кавадарци. Зошто чекаат, веројатно ќе го продаваат нешто. Негде тука вајда го носат. Движиме низ Кавадаречките улици, многу интересно му се семафорите, имат цела линија, гледајте, во зелена боја одгоре до долу светат. Да се знае зелено кој ќе светни. А јас искрено не знам дали сум во вистинскиот правец за да стигнам до центарот. Проверив на Google Maps, го грешав патот за в центар и сега мислам дека го погодив. Онде треба право да е плоштадот пред нас. Да, еве го плоштадот, а сега каде можам тука да испаузирам. Гледам еден кафич онде горе има. Има и еден долу. Ама, јас ќе одам во тој горе само да најдам кај да го оставам моторот, не знам. Кај да го оставам моторот, кај да го оставам моторот. Паркирав на плоштад, испаузирав јас тука. А сега одиме следна станица дома, тоест Битола. Завршив малце во едносмерна улица јас. Не видов дека е едносмерна, но го исправивме патот, сега од тука ќе излезиме.
И пристигнуваме на кружниот, каде што ќе имаме во иднина опција да се приклучиме на новиот експресен пат од Прилеп до Градско, тоа е тој десно. Гледав видео на интернет баш пред некое време, 80% бил готов, пишеше, и навистина делува доста како експресен пат, така да премногу ќе се скрати кога ќе го пуштат тој пат. А сега одиме ние да го искачуваме превојот Плетвар, но прво ќе ја поминиме Дреновската клисура. Од Прилеп кон Битола идев по стариот пат од Прилеп за Битола, поинтересен и поубав. А тука јас сега сум во Битола дојден и можам да го одјавам ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете лайк, и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.